Fair Play на телевизија Телма е емисијата која што редовно ја гледате секоја недела во овој термин 16:15 и тогаш веќе добро знаете дека е време за некои од нашите спортски теми и верувам дека вам кои ги сакате и кои спортските теми ви се омилени и овој пат ќе уживате во нешто поинакво и нешто за кое што досега не сме зборувале во минатите изданија на емисијата. Наша денешна тема ќе бидат фудбалските судии. Меѓутоа, иако знам дека она што судиите го прават на теренот, нивните одлуки се редовно тема на дискусија и на разговор, заради тоа што јавноста, навивачите, понекогаш и оние кои што се на теренот, директните актери, односно фудбалерите, не се согласуваат со она што е донесено како конечна судиска одлука, меѓутоа, најчесто немаме моќ тоа да го менуваме, иако секогаш се зборува за тоа и треба гласно да се зборува дека судиите мораат без никаков компромис на професионален можен начин да ја вршат својата работа. Меѓутоа, денеска одлуките на судиите нема да бидат нешто кое што ние детално ќе го разгледуваме, туку ќе се фокусираме на тоа како судиите се подготвуваат физички и кондиционо со цел да можат подобро да одговорат на оној висок интензитет на напор и на трчање на теренот, а со тоа кога лесно го поднесуваат тој интензитет да можат и подобро да размислуваат, односно побрзо и поефикасно да ги носат нивните одлуки на теренот. Во Македонија, за среќа, постои една личност, еден човек кој што веќе е дел од тој свет на суди, односно тренери кои што се грижат за физичката подготовка на судиите. Станува збор за Сашо Даневски, кој што веќе работи со УЕФА, елитните судии на нивната добра кондиција и физичка подготовка, така што тој ќе говори од страна на тренер и некој кој е задолжен на најдобар можен начин судиите да бидат подготвени. Тој работи и со македонските судии на национално ниво, меѓутоа работи и со оние звучни судиски фудбалски имиња кои што ние ги гледаме на престижните надпреварувања, како на пример минатото европско првенство во фудбал. Во студиото ќе биде и еден судија кој ќе говори нели во прво лице какво е целото тоа чувство и целата таа подготовка. Станува збор за Игор Стојчевски кој што има статус на FIFA фудбалски судија, меѓутоа домашната јавност добро го знае заради тоа што редовно го гледаме и на надпреварите во првата македонска фудбалска лига. Се надевам дека ќе биде интересна оваа тема и дека ќе слушнеме едни поинакви информации кои што можеби не ги знаеме, покрај како што кажав на стартот, само коментарите за кои што најчесто јавноста задолжена, а тоа е како и дали добро судат оние кои што ја имаат таа задача. Бидете со нас, Fair Play стартува сега. Веќе реков дека судиите се секогаш атрактивна тема, но конкретно тоа што се нивни одлуки, тоа што го прават на теренот, но тоа не е нашата денешна тема, туку ќе се обидеме да дознаеме какво е нивното секојдневие, каков е нивниот тренажен процес и што се треба да направат за да можат да бидат во своето најдобро издание и топ форма, со цел соодветно да одговорат на оние најсериозни судиски задачи, да судат на елитни надпреварувања и тоа да го прават вистински како што треба и квалитетно. Ги најавив моите денешни гости, среќна сум што се овде, некако долго се договаравме, но конечно велам добри ден на Сашо Даневски и на Игор Стојчевски. Многу ми е драго што сте во Телмо и во нашето студио. Благодарам ја на поканата. Добро ве најдовме. За тремата малку морам. Пред да се вклучат камери ја споменавме. Има навистина се уште и до ден денес она барем позитивна трема пред прв судиски свиреш? Секогаш има трема, тоа е добро, затоа што се подготвувате за надпреварот, како физички, така и психички. Така притисок секогаш има, помалку или повеќе? Има,
Така да тремата е секогаш добро дојде. Да, но затоа е и интересно, баш заради тој притисок и неизвестност. Соодветно да почнеме за и нашите гледачи да ве запознаат малку подобро. Логично е да кажеме како влеговте во тој судиски свет. Многумина ќе речат зошто некој се нафаќа судија да биде и стално да е виновен за се. Меѓутоа и тоа е, се разбира, убава професија. Прво Сашо, затоа што ти си тренер на судиите. Да. Како тоа се случи со оглед на целиот твој спортски бекграунд, и ова сакам да го кажам за тие што не знаат, во твојата приказна и скијањето, и атлетиката, како фитнес тренер работиш и со рекреативци. Меѓутоа, како се случи да дојдеш во контакт со фудбалските суди? Јас сум спортски работник веќе 35 години. Да бидам искрен, долго време пред да започнам да работам за Фудбалска федерација на Македонија, се обидував да стапам во контакт со повеќе федерации и да го доставам моето CV за воопшто да биде земено во предвид. 2019 година армијата на Македонија организираше меѓународен воен футсал турнир. Јас бев еден од делегатите по службена должност на самиот турнир и во тој момент ФФМ нас ни помогна со двајца судии кои го водеа тоа првенство, тој турнир. Добро. За моја среќа во тие 4-5 дена до тогашниот национален фитнес тренер си понесе оставка. Тие судии мене таа информација ми ја пренесоа, аплицирав и така ја добив таа работа. Почувствува, ова е мојата шанса, Да, тоа го да, сакам, да. така требало да биде. Значи, почетоците се на македонско тло, на национално, овде на нашата сцена. На наша сцена 2019 година. Малку имавме застој за време на COVID. Меѓутоа, уште од 2019 година па наваму прогресивно ги имплементиравме скоро сите нови алатки кои УЕФА ги препорачува за тренажниот процес на судиите. И од 2022 година активно работам за УЕФА. Ќе спомена армијата и таму работиш со дел од нашите воени лица, така? Да, или јас работеше? во моментов сум професор по физичко на Војна академија, доцент. Инаку го водев и тимот за алпско скијање и тимот за трчање, атлетика. Со вака на прва и искрено со кого полесно има разбирачка, затоа што спортистите се дисциплинирани и судиите, верувам, и тие се дел од светот на спортот. Меѓутоа, со кого полесно има разбирачка? Со војниците, со војните лица или со морам да бидам искрен дека и во двата состави ми е лесно за работа, бидејќи самата хиерархија која е направена и во Фудбалска федерација на Македонија и во армијата е така воспоставена за да нема проблеми во проследување на информациите. Добро се почитува. Да, таа структура добро се почитува. Добро. Реков судија, некому му е чудно зошто човек ќе одбере да биде судија, но како ти влета во светот на судиите? Јас уште од моите 5-6 години почнав да играм фудбал и се занимавав активно со фудбал до мојата негде околу 20 година. И после тоа мојот татко е бивш меѓународен судија и он ми ја даде насоката да бидам судија. На почетокот водев инет, не сакав да бидам судија, сакав да бидам фудбалер како сите останати, но со тек на времето ја засекав многу професијата како судија, видов кои се поволностите, можностите да бидеш дел од големиот врвен фудбал и така зачекорив кон судискиот дел. Значи, да речеме, тие судиски трауми, што веројатно и твојот татко ги почувствувал, не биле пречка да те охрабри, можеш и ти ова. Да, па да речеме дека тоа е голема предност како судија, ако веќе си бил фудбалер, го разбираш духот на играта, како што ние нарекуваме, можеш да ги разбереш карактер на фудбалерите, ако некојаш се агресивни, под емоција, го разбираме тоа и мислам дека е полесно се снајдеш на теренот кога веќе ги знаеш улогите и на фудбалер и на судија. Судиите мораат, тоа без исклучок, да бидат сериозно подготвени кога е во прашање нивната физичка спрема и кондиција за да одговорат на сериозни надпревари кои што имаат висок интензитет и всушност тука е тој клуч и ваша основна работа, кога интензитетот е висок, кога има многу напор, да се остане разумен, односно да се има таа способност и во таква ситуација да се биде брз и прецизен во одлуката. Сега, прво,
прво ме интересира колку и дали навистина тоа е возможно да се подобрува во тоа, да се напредува. Јас мислам дека во животот секој треба да има одредена цел. Ако ја поставиш твојата цел дека сакаш да бидеш меѓународен судија или сакаш да напредуваш, да бидеш во елитното друштво, треба да имаш само дисциплина, работа и да веруваш во тоа и ќе стигнеш до посакуваната цел. Да бидеш судија не е воопшто лесно, тоа се како што ги пратат фудбалерите секој ден, тренирање, теретана, исхрана, здрав живот, легнување, станување, режим тотален, така и кај нас судиите. Значи тренираме постојано, внимаваме постојано цел време на исхрана, водиме теретана. Често ќе бидам искрена без никого да сакам да повредам или навредам. На македонски трибини знаело да има смешки, дури на кои што јас сум присуствувала, каде судијата не личи на спортски работник или судија. Има стомаче, делува тромаво, верувам дека тоа се менува затоа што одат годините напред и системот. Меѓутоа, прашањето за Сашо ми е може ли дури вака и со голо око на прва да процениш дали еден судија е пристојно или дај Боже успешно подготвен за тоа што треба да го прави или не оди тоа така, мора многу други нешта да ги измериме. Не само да погледнеме вака. Не, ние спроведуваме комплетен сет на тестови за сите судии. Сите семинари, најчесто тие главните семинари во лето и во зима ни требаат по 4-5 дена, за да имаме доволно време да ги истестираме за сите оние параметри кои ние цениме дека треба да ги следиме судиите. Чисто сакам да се надоврзам на Игор дека еден главен судија им почувствува за време на еден натпревар ќе почувствува ист напор како фудбалерот среден ред. Нашите главни судии во Македонија изминатите 3 сезони во просек трчаат 10 км и 300 метри, без разлика дали станува збор за прва лига или втора лига, бидејќи се свесни дека и со самото подобро постување во терен може да донесат подобра одлука и посебно за оној когнитивниот дел за да може да донесат одлука во дел од секунда. Ние и испорачавме доста голем број на предавања. Сега имаме и вклучен психолог за да може тој процес од една страна да го убрзаме и да стане поинтензивен, побрз, а од друга страна да може многу посмирено да одлучуваат, бидејќи самите когнитивни способности не може преку ноќ да се сменат. Тоа е процес кој трае од 1 до 4 години. Не знам дали македонската јавност е запознаена, еден главен судија во просек има околу 1200 одлуки за време на еден натпревар од 90 минути. И тоа 100 до 120 се технички, додека другите преку 1000 се дали е добро поставен, каде треба да се движи, дали добро комуницира со асистентот судија и така натаму. Кога се договаравме за ова гостување, кога се слушнавме, ти ми рече на телефон вежбам во моментов. Ајде сега да кажеме како изгледа еден твој просечен ден во кој што си ги имаш тие обврски. Колку тренинзи има, повеќе тренинзи, какви се? Па да речеме сега вака 7 дена во недела, еден ден треба да имаш одмор за да се одмори телото. 4 дена треба да тренираш, мислам да трчаш и 2 дена одам во теретана. Мојот ден започнува најчесто тренирам од сабајле. После тоа доручкуваш или ручаш. Поподне исто така правиш уште еден оброк и вечерта во слободно време го посветуваш на едуцирање. Значи постојано имаме некои клипови од УЕФА, од семинари, од секакви работи, во дел на прекршоци, на некои нови ситуации, мора постојано да бидеш во тек со сето тоа да го примениш на терен. Јас верувам и го мислам тоа дека Македонија, нашата национална сцена овде фудбалска е среќна што го има Сашо затоа што прво многу ги сака овие работи. Меѓутоа важно е да се каже во оваа приказка дека по оној старт на македонско тло од тогаш до денес ти сега си веќе дел од УЕФА тимот на тренери за судии и веќе имаш искуство со оние звучни судиски имиња кои што ние ги знаеме исто како и фудбалерите кои судат на европско првенство, на големи натпреварувања, Лига на шампиони и така натаму. Како дојдовме од таа точка А до
Сега ајде да ја наречеме оваа точка Б. Како се влегува во тоа друштво? Ние во 2022 година имавме прв национален фитнес семинар со гостин од УЕФА. ФФМ во тој период го покани главниот тренер на УЕФА за фудбалски судии, Вернер Хелсен, кој е веќе од 98 година на таа позиција. На самиот семинар јас одржав 2 предавања и 1 тренинг. И по самото завршување на тој семинар добив мејл од Вернер дека тоа е тој квалитет што сака да го гледа. Немавме комуникација некои 2-3 месеци, бидејќи јас немав редовна комуникација со Вернер, за после тоа да добијам прва покана за учество на УЕФА семинар. После 3-4 дена работа на првиот семинар, веќе ја добив поканата за вториот семинар, за третиот и се надоврза една по друга, да. Полека стана дел од тој тим. И сега е многу важно, затоа што убаво да се чуе дека некој кој е професионалец препознава дека некој се потрудил да презентира, да прикаже нешто што навистина вреди и не може никој тоа да го порекне. Како дојде ти до сите тие нешта што овие луѓе ги препознаа? Колку долго време си истражувал? Имаше ли некој кој што во тоа ти помогна? Значи, како дојде до тие моменти да сам доволно се едуцираш за да добиеш влез каде што сега веќе едукацијата оди на сосема друго ниво? Јас ке кажам, бев можеби храбар да имплементирам некои алатки од атлетика во судење. Посебно во тренажниот процес. Игор знае, ние веќе неколку пати изработивме тест за лактатен прак и одредување на тренинг зони. Тоа и во овој момент во УЕФА не е имплементирано. Некои федерации го прават, некои федерации не го прават. Ние го правиме за нашите меѓународни судии. И ние воспоставивме еден систем за тренажен процес на меѓународни судии, каде што секој меѓународен судија до детал ќе знае секој ден колку, како и што треба да тренира, со колкав интензитет. Тоа беше првиот мој чекор, кој беше, ајде да кажам, една новина. Потоа во меѓувреме повеќе се насочив и во IT насока со Excel и Smart Excel и Power BI за полесни пресметки, компаративни анализи и сите потребни дополнителни податоци кои до тој момент ги немаше. Така да сега сум одговорен и за тој момент. Јас лично ги доставувам сите извештаи за сите елит судии на сите семинари. И трет момент е што прво започнавме во Македонија, тенденцијата сега и тоа и на УЕФА. Кажавте вие донесување на судиска одлука под притисок. Веќе тоа на големо се работи и на национално и на меѓународно ниво. Бидејќи секогаш велам, фудбалерите тренираат 95% од времето со топка во ноза, играат фудбал, а нашите судии на тренинг не донесуваат одлуки, него имаат суви тренинзи. И идејата е сега да овозможиме што повеќе судиски одлуки да имаат за време на тренинг. Меѓутоа, еден автоматизиран процес во кој ќе биде исклучен било каков човечки фактор, а ние во живо, како одговорна структура, ќе имаме фидбек што и како одговараат. Сега веќе се работи на да биде побрзо, подинамично. Многу е подинамичен фудбалот. Еве можеме да земеме примери од највредните спортисти во моментов Мбапе или Кристијано Роналдо. Тие се стварно многу брзи, многу експлозивни фудбалери. И мора да се работи на тоа и судијата да биде исто толку брз и експлозивен за да може инаку едноставно нема да можеш да одговориш на твојата задача. Да може да го стигне тој фудбалер и за да ја види ситуацијата, да ја процени и да донесе конечна одлука. Има ли нешто што во тој цел процес кој ти треба да го испочитуваш и тој режим ти е најтешко едноставно? Знаеш, фудбалерите имаат некои вежби што на тренинг едноставно кој ќе дојде ред да ги прават, не ги сакаат. Да. Мислам ке фудбалерите многу полесно, да речам, дека до 30-35 години нивната кариера завршува. Меѓутоа ние мора да бидеме дисциплинирани постојано во животот. Мислам, како судија до 47-8 години можеш да бидеш судија. Така да таа дисциплина треба да ти биде до крај на животот, да речеме. И како по-тешки вежби, ја би ги оние вежби што ги правиме со пленк, со такви работи, домашни вежби во домашни услови,
може евете некогаш во теретана, тие ми се јасно. најомразени, да речем. Оние зони на различен интензитет што ги кажуваме, сакам и тие малку да ги разјасниме за гледачите, како се распределени, што тоа значи зона на понизок интензитет, а како мериме дека веќе сме во зона каде што се станува потешко. Изминатиот период сите суди од прва и втора македонска лига добија смарт часовници од реномиран бренд. Добро. Со појас за пулс, за срцева фреквенција, така да постојано на својот часовник судиите за време на тренинг може да видат кој пулс го имаат во даден момент. Добро е што самиот часовник прави некоја генерална проценка на тие тренинг зони со некоја точност од 90 до 95%. И за националните суди, за наши потреби е сосем доволно, меѓутоа ние за меѓународните суди сакавме да отидеме чекор понапред, ги направивме тие тестирања, некојаш ги правиме на 6 месеци, некојаш на 8 на 9 месеци, зависи од текот на надпреварите. Детектираме ние 5 зони. Првите 2 зони се аеробни зони, каде што треба да работат подолги тренинзи, со поголем обем, со мал интензитет, и тие се така наречени лесни тренинзи. Онаа трета зона каде што работат темпо трчања, некои подолги интервали како 5, 6, 7 минути, и четврта и петта зона каде што настанува тоа прекршување на лактатен праг, односно каде што почнуваме да работиме веќе со дефицит на кислород. Да. Задолжително им е препорачено да изработат еднаш дневно таков тренинг со 12 минути изминати во четврта и петта зона. За да може да испорачаат, да може да испорачаат квалитет на надпревар. Јас чисто ви кажам еден пример. Ајде. Колку голем е менталниот притисок врз фудбалскиот судија. Еден од нашите меѓународни судии на меѓународен надпревар помина 60 минути во четврта и петта зона. Да, тоа сега сакав следно него да го прашам во која зона најчесто е на надпревари. Верувам зависи што и каде судиш, затоа што интензитетот е различен. Претпоставувам, едно ако судиме македонска лига, друго ако сме на некој европско првенство, можеби. Меѓутоа во која зона, ако вадиме некаков просек еве, најчесто се судиите на интензитет. Средина некоја, трета, четврта. Зависи од надпреварите, како што сама рековте. Во домашното првенство интензитетот да речеме дека е малку послаб за разлика од меѓународното ниво. Кога ќе дојдете да судите баш на врвно ниво, како сега да не ги... Да, меѓународните надпреварувања. На Англија, на Германија, на стварно јаки екипи, јаки играчи. И нормално да бидеш на повисоко ниво, може и тоа и самиот тој стрес допринесува и таа возбуда и под адреналин, каде што има многу камери, многу повисок рейтинг на надпреварување и сето тоа ти го носи. Кој игра репрезентација на Македонија, јас сум во четврта зона, веројатно. Ако седам, ако не трчам. Па исто и ние сме кога игра Македонија, си ја сакаме земјата, си ја бодриме. Да. Океј, ова е добро што ги спомена делот на надпреварувањата, кои ти се досега можеби најзначајни надпревари како искуство, оно кога ќе почувствуваш чекај овде приказната е поинаква, ова до сега не сум го почувствувал и такво темпо и таква атмосфера и таков притисок, значи кои ти се ние клучни досега најзначајни или надпреварувања или конкретни надпревари? Да. Одбери. Па имам повеќе. Мислам пред 2 години присуствував на Европско првенство, бев дел од Европско првенство во Израел до 17 години. До 17? Да. Таму стигнав скоро до финале, значи во многу добро светло се представивме на тоа Европско првенство. После тоа имавме малку судев поважни надпревари во конференц лигата. Имаше еден убав надпревар Динамо Батуми, лег познан во Грузија, во Батуми, 25.000 публика, фул стадион, први 10 минути никого со никој не се слушаше по комуникацијски систем, беше премногу гласно. После тоа, ние дека немавме вар во Македонија, немавме имплементирано вар, па не можевме да судиме понатака во групни фази појаки мечеви, но
Сега како што се најавите за имплементирање на ВАР, ќе може да судиме и поголеми мечеви со поголемо значење, поголем рейтинг. Прво и вашето искуство ќе биде поголемо, нели, секојдневно овде, а потоа и полесно кога ќе отидете. Исто така сум судел на Реал Мадрид на младите категории, но тие од млади категории до 19 години во Лига шампиони. Таму присуствуваат најзвучните имења. Значи Арбелоа беше тренер, Роберто Карлос е претседател на таа генерација. Значи сите Луис Фиго доаѓаат со тој таков бренд. На Англија, како што споменав, новиот најзвучни имења Палмер, Калагер и исто така во Норвешка на селекција исто бев. Браво. Значи застануваш до Халанд, каде што 10 камери се во него. Знаете, одма нивото е многу повисоко. Искрено кога го слушам, само ми поминува низ главата дека ни недостасува тоа. Затоа што верувам дека и македонската јавност сака одблиску и ќе биде супер ако наскоро имаме шанса одблиску да гледаме што се случува на теренот, тогаш е поинаква и возбудата и атмосферата, но и предпазливоста, затоа што има видливост, а не тамо некој надпревар одигран кој што можеби малкумина го виделе и потоа џабе што било едноставно брзо се заборава. Многу инвестиравме во едукација на самите судии и она што Игор спомена за тренажен процес, не имаме микроциклуси на неделно ниво. Точно знаат пример меч да е -4, -3, што точно треба да изработат. Испратени се многу тренинзи, свесни се и одговорни за тие работи. Може треба да поработиме на некои финеси, но верувам многу повеќе дека треба да им се даде повеќе шанса за може да се докажат на меѓународна сцена. Работеше со судиите или со дел од судиите на минатото издание на Европското фудбалско првенство. Какво беше тоа искуство? Со кого работеше таму? Еве од најзвучните имиња. Тоа е до овој момент најголемото искуство за мене врзано со фудбалските судии. Работев со сите судии кои беа присутни на Европското првенство. Турнирскиот систем, а со тоа и тренажниот процес е комплетно различен од онај секојдневниот кога станува збор за првенствени надпревари. Некоја позитивна убава трема првите ден-два, меѓутоа рестото месец дена редовна работа од 8 до 8 секојдневно. Имаат однесување на звезди, тоа ме интересира. Како иде соработката, како оди соработката со нив? Тоа е најголемата нивна дарба. Големината, доблест, големина, доблест, да. Се најнормални, преземени, едноставни, исполнителни пред се, бидејќи очекував јас на дел од тренинзите дека ќе дадат отпор. Дел од тренинзите беа доста интензивни и во терен и во теретана. Послушни бе? Да. Ако се надам нема да погрешам, беше убав момент, мислам дека на светското првенство последно, каде што жени судии добија шанса да бидат дел и да судат на оние финални надпревари што во минатото не се случувало со нели посериозна улога. Како ќе го опишеме моментот на жена судика што треба да издржи интензитет на мажи на теренот? Јас би го коментирал мојот дел. Така е. Многу потешко, бидејќи за една жена да суди машки надпревари мора да положи машки фитнес тестови, тоест нормите за тестовите. Да речеме би имала исти тестови како со Да, комплетно исти. Игор или кој да е колега. Треба да застане барабар до мен. Да. Добро. Пример на последниот семинар во Атина, кој беше и селективен семинар за женското европско првенство кој ќе се одржи во Швајцарија во јули месец оваа година, 18 судивки успеа да положат машки норми. Браво. Од 23. Тоа што се подготвуваш за предстојно европско, ми рече, рековте у 21? У 21 да. Дали тоа подразбира сега малку поинаков тип на тренинзи, што работите? Дали се излегува од онаа вообичаена шема, треба да се прави нешто дополнително, поинтензивно или она што е твоја рутина само да речеме дека европско U21 е второ по ранкинг
после европско првенство, значи секој сон на секој судија, на секој фудбалер е да учествува на европско првенство, тоа сите го знаеме. Така да, значи самото европско првенство е голем мотив за сите нас. Да работиме само повеќе. И нормално сега во овој момент сме пофокусирани на овој тренажен процес, каде што мериме све, значи знае и Сашо, мериме, таму се мери све, body fat, мора да бидеш, значи, баш во врв спрема и ја темпираме формата да бидеш најфит на тоа европско првенство. Сега тука треба, мислам, тренажен процес како што најави Сашо. Кога имаме пример патување надвор, ние сме отсутни 4-5 дена. Пример патуваш во Молде, Норвешка. 4-5 дена не си тука, знаете, патувате со авиони, одите таму. Тука е 40 степени, пример, таму е 0 степени, природна вештачка, да. И сето тоа дисциплината, да. И сето тоа треба да го изменаџираме во таа недела, кога ќе се вратиме тука, пример, кога имаме надпревар, да биде све тоа во параметрите пак да бидат сите добри. Да. Бара многу дисциплина, се надевам дека и тие што не слушаат доволно добро овој го визуализираме за да важно е да знаеме дека имаат сериозна задача. Тоа беше мојата цел. Само сакам да се надоврзам. Лет со авион од 1 час има влијание на телото како да суделе едно полувреме. Толку е сериозно, да. Истрошува на некој начин. Да. Многу истрошува. Има влијание на самото тело. Ние сме, да кажам, среќни по тој основ, бидејќи Македонија помала држава, не губиме многу време во патување. Меѓутоа, елитните суди во УЕФА во просек околу 220 дена поминуваат надвор од својот дом. И веќе тука во предвид се земаат и колку ноќи преспале надвор, колку денови поминале во патување, колку летови имале на секој патување, за потоа да се испорача некоја специфична програма како би продолжиле во тој распоред со премногу надпревари во домашно првенство и во Лига шампиони или Конференцијска лига. Право. Како вештачка интелигенција ќе го менува се тоа што досега го зборуваш? Од пред месец дена веќе започнете некој процес како можеме вештачка интелигенција и други системи, платформи да вклучиме во тренажниот процес на судиите, за да добиваме автоматизирани извештаи, компарации, резултати и така натаму. Веќе првата етапа е помината, дефиниравме што сакаме, на кој начин сакаме да го добиеме. За прв пат ќе се прави и директна една компарација на тимовите, колку трчаат, посебно играчите, бидејќи судиите трошат во овој момент премногу време за да го подготват надпреварот однапред, мора сами да бараат надпревари, мора сами да бараат анализи, например одредени тимови колку која дистанца ја трчаат. Така да сега се надевам јас во најблиска иднина тоа се да биде на надланка на судиите, која ќе имаат одреден надпревар, само да ги изберат екипите, да ги добијат сите потребни информации за нив. Веројатно е соодветно да завршам со некои ваши желби и замисли. Прво одиме со желба за каде и што. Знам дека има многу опции, ама таа првата што е? На кој надпревар би сакал да судиш или на кое надпреварување кај што досега не си? Почнав прво со УЕФА Кор, тоа е припрема за да станеш меѓународен судија пред 8 години, 2017 година. И од тогашните 10 земји што беа на тоа УЕФА Кор, јас мислам нашата земја, јас бев главен судија на тој семинар, беше на второ место. Значи после Франција и на тие семинари, тоа траат 6 месеци. Еве Сашо убаво знае, он присуствува на тие. И таму трчаш фитнес, јојо тест, судиш 2 надпревари, полагаш правила на фудбалска игра на англиски, ти го тестираат познанието на англиски, значи прават тотален скен на човекот во УЕФА. И на тоа ниво бев второ место, да речеме. Значи тоа ми даде многу голем мотив да одам понатаму. Дека сум на вистинската цел, да. Добро. После тоа, значи за година и пол, беше корона време, отидов на Европско првенство во 17, па еве после 8 години, да речеме, одам на Европско првенство по-големо каде што 21. Така да мојата желба, цел, мотив е да стигнам на
европско надпреварување и јас ќе направам се за да стигнам до елитен судија. Мислам, мојата желба е тоа да стигнам да судам Лига шампиони, врвни надпревари, европско првенство и Вака лично по-атрактивните се клупските надпревари или репрезентативен фудбал? Па да речеме, за мене клупските надпревари, Лига шампиони има стварно посебно чувство. Значи сум бил на доста надпреварите на Реал Мадрид, на Наполи. Ако се тие по 19 години, после тоа ние присуствуваме со врвните суди, имаме можност со сите скоро врвни суди сум бил во контакт, да ги гледаме и тие мечеви од високо ниво, од ете еднаш ка пример бевме во Наполи со Ели Филмас. Добро. Баш го гледавме на надпревар, пред тоа судевме на помладите категории, после тоа бевме и заедно на вечера, значи Да, на средба. на средба нормално. Да. Така да Лига шампиони е посебно чувство за мене, да. Да, и не те прашав, а тоа претпоставувам е важно. Има некој судија од кој што вака земаш пример? Во секој поглед, затоа што сега ние денес зборуваме за физичка подготвеност, меѓутоа судиите имаат и многу други нешта, говор на тело, споменавме и психолошка подготовка, начин на комуникација, едноставно некој има и слободно ќе кажам и дарба подобра од друг така да се носи со сето ова. Така што имаш некој што ти е вака маркантен. Да речам, еве и како што спомена Саша, ние сме мала земја. Да присуствуваш на такво некое надпреварување стварно голема работа за нас. Но еве моментално Ирфан Пето, тој е мој колега од Босна и Херцеговина. Тој е елитен судија и еве оди на европско првенство, суди многу големи надпревари. Исто така и Славко Винчич од Словенија, и тоа е мала земја на суди елитен фудбал. Така да добри примери. Многу добри примери за врвни личности од мали земји што го достигнале највисокото ниво во фудбалот. Добро, навивам се, разбира, и ти и сите слични твои колеги на тебе да стигнете таму каде што целите. Сашо е тука да помогне не само на вас и на многу други. Со оглед на тоа што реков уште во најавата, многу нешто имаш направено во целата ова сложувалка за нашите фудбалски суди. Сигурно дека има нешто и што пропуштивме, но имаш ли сега нешто што ти е фокус? Може би нешто што е ново, а ти е важно да се случи? Каде е сега насочена енергијата? Затоа што знам постојано наоѓаш нови предизвици, па да биде подобро, ново и така. Мене ми причинува особено задоволство што Македонија е иноватор во донесувањето на судиска одлука под притисок од висок интензитет. Ние веќе имаме 2 семинари спроведено со комплетно автономен систем за оценување на судиите. Меѓутоа, од последниот семинар, сватив јас дека треба тој систем да се надгради. Во моментов сум во соработка со IT компанија од Македонија, тоа ќе биде македонски производ, каде што судиите после секој изгледан инцидент на ТВ екран, после одредено трчање во терен, ќе ја донесат одлуката на свој уред, дали ќе биде тоа телефон или таблет. Таа одлука ќе можеме ние како организација да ја следиме од било каде на земјинава топка. Многу поважно ќе има фидбек и за нив, ќе има фидбек и за нас, и идејата е да се направи една лична карта со број на одлуки за да може да се детектира кои суди имаат тенденции за одреден проблем. Таа алатка треба веќе да ја тестираме и да ја разработиме на Европското првенство женско во Швајцарија во месец јули, меѓутоа ќе почнеме тука од Македонија. Очекувам почетокот на мај веќе да биде активно. Право. Секоја чест, ви посакувам среќа во се што следно ќе правите. Ви благодарам многу што прифативте да дојдете, затоа што мојата цел со оваа емисија беше судиите, нивното секојдневие, да го видиме од поинаков агол. Доста ги навредуваме или секогаш имаме што да кажеме за нив, малку да ја слушнеме и другата страна, така што посакувам да беше интересно за тие што не следеа. Се гледаме во некоја следна прилика, уште еднаш ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Јас ви благодарам што ви одбравте да гледате Fair Play и се гледаме и во нашето следно издание. До тогаш се најдобро.